како ќе се здобиеш со внатрешен мир и ќе напредуваш во доброто. Би можеле да имаме многу мир, кога не би сакале да се занимаваме со туѓите зборови и дела, ниту со она што не е наша работа. Како може долго да остане мирен оној што се меша во туѓите работи, што трча по забави, што слабо или ретко се прибира во внатрешноста? Блазен на простодушните, зашто ќе уживаат многу мир. Зошто некои светци се воздигнале на толку висок степен на совршеност и мудрост? Тоа го постигнале со труд да умрат за сите земни желби. И така можеле да се соединат со Бога со сето свое срце и слободно да се занимаваат со себе си. Ние сме премногу окупирани со сопствените страсти и премногу се грижиме за минливите работи. Ретко совладуваме една мана во целост и не сме загреани за секојдневниот напредок. И затоа остануваме нерешителни и млаки. Кога потполно би умреле за самите себе и помалку би се занимавале со земните работи, тогаш и ние би можеле да ги почувствуваме божествените работи и да станеме повешти за возвишеното размислување. Единствената и најголемата пречка е во тоа што, подчинети на нашите страсти и нашата лекомисленост, не правиме никаков напор да излеземе на патот кон совршенството кој ни го покажаа светителите. И штом ќе се појави и најмала спротивност, тогаш пребрзо стануваме малодушни и бараме човечка утеха. Кога во борбата би настојувале да бидеме јаки како јунаци, сигурно би ја виделе Божјата помош како слегува врз нас од небото. Бог е секогаш подготвен да им помогне на оние што се борат и веруваат во неговата милост. И затоа ни дава шанси за борба, за да победиме. Ако сметаме дека напредувањето во духовниот напредок се состои само во некое внатрешно извршување на верските обреди, тогаш нашата побожност брзо ќе заврши. Треба со секирата да удриме на коренот, за да можеме, очистени од страстите, да имаме мир во душата. Кога годишно би искоренувале само по една мана, брзо би станале совршени. Но, за жал, често чувствуваме дека бевме подобри и почисти кога го оставивме светот, отколку сега, по многуте години од положувањето на заветот. Ревноста и напредокот мора да растат секој ден, но сега често се смета за нешто големо ако некој успеал да сочува и мал дел од првобитната ревност. Ако во почетокот само малку се присилуваме, тогаш подоцна се ќе можеме да правиме со леснотија и веселие. Тешко е да се напушти навиката, а уште потешко е да се покори својата сопствена волја. Но ако не ги совладаш ситните и лесни работи, како ќе ги надвладееш потешкотиите? Спротиставии се на почетокот на секоја желба и прекини ја, без двоумење, секоја лоша навика, за таа да не те доведе малку по малку до поголема тешкотија. О, кога би знаел колку мир себе си ќе си донесеш, а на другите веселие ако живееш како што треба.
сметам дека повеќе би се грижел за својот духовен напредок.